Охрид, најубавото од Македонија. Минатата година во него имало 840.000 ноќевања на туристи од целиот свет. Охридското езеро, меѓу најстарите во светот. УНЕСКО го заштити. А ние? За Охрид и Струга завршува уште една туристичка сезона. Двата града, викенд на селбите, камповите беа преполни. Туристите дојдоа и си заминаа. Некои ги затекнавме како се пакуваат со вакви спомени. Дел од децата што летувале на охридските плажи добиле црвени пликови по телото. Повеќето деца и ние постарите си изфрламе. На доктор кој одиме секогаш ни кажува дека тоа е од водата, а што е како е понатака ништо не знаеме. Мислам немаме никакви други информации за водата. Значи претпоставувам дека се од фекалиите. Значи дали работат пречистилните станици, дали не, значи нешто не е во ред со водата. Нема што друго да биде. За да ги расчистат сомнежите, повеќе кампери и љубители на езерото се одлучиле да направат микробиолошка анализа за квалитетот на водата. Меѓу нив и Марко Трошановски, кој, иако побарал резултати за квалитетот на водата и за пиење и за капење, ги добил само за пиење. Резултатите што ги добивме во новиот правилник усогласен со европската регулатива велат дека според новиот правилник велат дека нивото на загаденост на водата е поголемо во урбаните делови. Не е онаа слика за Охрид како вода, езеро кое што може да се пие каде и да влезете во него, она слика која што имаме ние како јавност. Напротив, повеќето урбанизирани делови имаат вода со понизок квалитет, кој што сепак е прифатлив, меѓутоа е минимално прифатлив од аспект на нивото на загаденост. Бактериите кои што ги најде микробиолошката анализа која што ние ја нарачавме се дефинитивно од фекална природа. Екипата на 360 степени ги затекна на терени лаборантите од Центарот за јавно здравје во Охрид, кои вршат тековни анализи на микробиолошкиот и хемискиот состав на водата. Со ова БПК-5 земаме, слободен кислород во вода. По една недела, директорот на Центарот Сашо Точко ни ги презентира резултатите добиени од 10 плажи. Од микробиолошкиот дел, значи, сите води се со одлична класификација, значи се одлични според соодветен правилник, законска регулатива, додека за водите кои што се работа со хемиска анализа, значи хемиската анализа покажа дека некои води имаат и втора класа, но сето тоа е во границите на дозволеното. Но ваквите резултати не се континуирани, додава Точко, кој напоменува дека колекторскиот систем за Охридското езеро не функционира најдобро, а дел од плажите работат со приватни дотраени пречистителни станици. Сме имале секакви инциденти, да кажам, испуштања на одредени нечистоти, посебно во делот на колекторскиот систем, онамо каде што пумпните станици или не работат, или се во дефект. Сме имале наназад години одредени нарушување на квалитетот на водата. Исто така имаме и до ден денес делот каде што реките се вливаат во Охридското езеро, тоа е кај Велгошка река, кај под делот на Грашница, кај Градска плажа. Имаме дел реките Коселска и реките Сатеска, од време на време знаат да покажат лош квалитет водите кои што се наоѓаат во непосредна близина на вливот на овие реки. Сите овие тврдења не поттикнаа да истражиме како функционира колекторскиот систем и дали езерото е заштитено од фекалии. Градот Охрид, околните села заедно со дел од Струга и регионот 30 години го делат колекторскиот систем. Од охридската страна тој започнува од селото Пештани, а од струшката од селото Калишта. Завршува во финалната прочистителна станица во Враниште. Вкупната должина на колекторот е околу 30 километри. Системот пред 3 декади е граден за да може да поднесе капацитет од 120 до 180.000 жители. Поголем дел од домакинствата преку пластични цевки од своите домови се приклучиле на примарниот колектор. Шахтите на колекторскиот систем се видливи на повеќе места долж Охридското крајбрежје, а фекалиите преку цевките се пренесуваат до 14 пумпни станици, кои треба да ги транспортираат до финалната станица во Враниште. Во Враниште предвидено било да се врши сепарација на тешките метали и изметот,
и од станицата директно во Црн Дрим да се излева целосно прочистена вода. Но замислата како треба да функционира колекторскиот систем и неговата состојба по 30 години се во тотална спротивставеност. Ова го потврдиле двете студии на Јапонската агенција за меѓународна соработка JICA, со кои пред неколку години е направена целосна ревизија и план за реконструкција на системот. Ова се тие елементи, тие шахти, кои што всушност се дел од цевките кои што ја пренесуваат целата фекална вода. Заедно со јапонските експерти, студијата ја следел и Дејан Пановски, поранешен државен секретар во Министерството за животна средина, екоактивист и влюбеник во езерото. Пановски предупредува: Охрид и езерото се пред канализацијски колапс. Се она што се влече како вода по целиот оној систем кој што е посебно под градот Охрид, на моменти се повеќе и повеќе од ден на ден се поголема темпирана бомба која што доколку не се започне со санирање набрзо и со нејзина рехабилитација може да предизвикува хаварија, а една хаварија на тој систем ќе предизвика хаварија и на квалитетот на водата на Охридското езеро и тогаш сме завршиле со се она што ни е познато како вредност на Охрид и Охридското езеро. Јапонските експерти со робот ја снимиле внатрешноста на колекторскиот систем. На дел од фотографиите се забележува дотраеност на бетонските цевки, сраснати корења, несоодветни приклучоци, разни отпадоци, а најмногу влажни марамчиња. При првиот поголем дожд, дотраените цевки и секундарните шахти се прелеваат, пошто низ градот се шири неподнослива смрдеа, вели Пановски. Некои мештани, како на пример пензионерот Крсте од Пештани, никогаш и не се приклучиле на колекторскиот систем, поради имотно-правни спорови и забрана од комшиите за копање во нивниот имот, па за чистење на приватните јами се снаоѓаат индивидуално. Ние 30 години живееме без колектор овдека, а комуналите, најскапите комунали и плативме ние пред 30 години. Тоа значи општината нема никаков надзор. Се снаоѓаме ние, секоја куќа има јами, тонит водата во јамите, некваш кога ќе се наполнит, мораме трактори со пумпа да испразнет и така се крпим. Друг излаз немаме. 360 степени ја помина рутата по која се протега колекторскиот систем. Дел од шахтите шират непријатна миризба покрај езерото, а дел се во визуелно добра состојба. Кај местноста Воска на градска плажа се забележува дека имало излевање на мешавина од фекални и атмосферски води директно во Охридското езеро. Пумпните станици пак делуваат како да се во фаза на распајање. Ова е пумпна станица во селото Подмолје меѓу Охрид и Струга, каде се влеваат дел од фекалните води од Охридскиот регион. Тука фекалните води преку пумпи треба да се пренесат до пречистителна станица, но во моментов забележавме дека од 4 пумпи работи само една. Влеговме и во централната пречистителна станица во Струшко Враниште, која е речиси во целосен застој. Последната пумпна станица, која е дел од централната пречистителна, воопшто не е во функција, па водата не може да стигне до базените за прочистување. Овде е предвидено да се случува одделување на талогот од водата, а потоа е незино хемиско третирање, така што водата целосно прочистена би се излевала во реката Црн Дрим. Но главната прочистителна станица личи на запуштен имот, обраснат во трева и со рогјосана опрема. Наместо да се прочистува, водата преку оваа огромна цевка уште пред станицата се излева нетретирана во Дрим. Сето ова му е добро познато и на раководството на меѓуопштинското претпријатие Проаква, задолжено за колекторскиот систем. Предпријатието тоне во долгови, а државниот ревизор констатирал и превработеност. Проаква едва и го одржува колекторот. Ова без задршка ни го потврди и техничкиот директор Сашо Сотировски. Можам да ви кажам дека ние вршиме само тековно одржување на колекторскиот систем и ништо
повеќе, односно не можеме да извршиме повеќе од едно винклување, односно санација на еден електромотор или санација на еден редуктор кој што би служил како спрек на систем за транспортирање на една пречистителна станица во текот на неколку месеци. Значи во 6 месеци ако санираме максимум 2 витла, бидејќи се со забот на времето дотрошени, односно амортизирани. Би упатил апел, значи до владата на Република Македонија, доколку ево можност и има слух да ни се обрати да извршиме комплетна ревизија, значи на колекторскиот систем како би дошло до непречено одбивање на и функционирање на колекторскиот систем од Охрид, значи од источниот брег до западниот брег на Охридското езеро, како не би се десило еколошка катастрофа. Решение за проблемот понудиле јапонските експерти, но тоа би чинело најмалку 54 милиони евра. Пари за кои градоначалникот Никола Бакрачевски вели дека општина Охрид ги нема. Токму поради финансискиот колапс. Бакрачевски барал помош од две влади. Онаа со која раководеше неговата ВМРО ДПМН, но и сега од новата, предводена од Зоран Заев. И јас знам каква е финансиската состојба на општина Охрид и од прилика имам податоци за тоа како стои финансиската состојба и во општина Струга. И двете општини немаат големи можности, маневарски можности за исплаќање на финансиски ресурси за ова намена. Наидовме на би рекол разбирање од страна на представниците на владата на Република Македонија и ни дадоа уверување дека владата во наредниот период ќе се заложи за изнаоѓање на финансиски средства и можности да овој проблем се реши. Очекуваме, значи, тие заложби да вродат со плод. Бакрачевски е задоволен од се побогатите туристички сезони, но тој не верува дека таа бројка и бројните градби го оптоваруваат системот. Се надевам дека со овој број на градби кои што ги има Охрид и со овој број на туристи кои што се реализира во текот на една година, се уште нема опасност од преоптеретување на системот. Меѓутоа, повторно ќе кажам, физибилити студијата предвидува не само реконструкција и репарација на системот, туку и надградба, значи како еден можен предиктор на идна, би рекол, на идно ширење на градовите Охрид и Струга. На брза реакција апелира и Пановски. Вели, решенијата ги даде јапонската експертиза, но доколку нивната реализација не започне веднаш, може да биде предоцна. Треба да се направи резервоар во местноста Воска, која што ќе го обезбеди, значи, влезот на фекалната вода, односно невлегувањето на фекалната вода во колекторскиот систем. Потоа ќе треба со една нова јапонска метода која што тие употребуваат да се обвие од внатрешната страна со пластифициран материјал секоја од цевките, приоритетно 14 километри од системот, како да не би дошло повеќе до истекување на фекалната вода на непрописен начин, меѓутоа и до мешање со атмосферската. Значи, со тоа пластифицирање од внатрешна страна, која не бара нити копање, нити некаков проблем, ние ќе заштитиме огромен дел. Потоа влегуваме во една друга фаза, затоа што зборувам за период од 15 до 20 години на целосна рехабилитација. Доколку дојде до еколошка катастрофа, на езерото ќе му бидат потребни 70 години за да ја обнови водата по природен пат. Сакам да споделам една индијанска поговорка дека убавината на и посебноста на ова езеро не ја наследуваме од нашите предци, туку ја поземуваме од нашите деца и внуци. И така треба и да го третираме.